Веќе е 6 часот наутро. Сонцето само што се издигна на хоризонтот, а нивите со тутун веќе се преполни со луѓе. Но освен возрастните, во полето може да се забележат и голем број на деца кои на нивите се наоѓаат од 3 или 4 часот наутро, за разлика од нивните врсници во градот, кои сега се во длабок сон. За да утврдиме каква е состојбата со детскиот труд во земјоделството, особено во тутунопроизводството, прошетаваме низ неколку села во општина Долнени. На една од нивите се наоѓаше семејство со двете деца. За да го заштитиме нивниот идентитет, нема да ги откриеме нивните генералии. Здраво, добар ден. Добре ти, гледаш како се гледа сам со деца се мачи. Таткото признава дека му е жал што мора да ги носи децата на нива, но вели дека нема избор. Децата тешко ли му е? Многу тешко ги конам од 3 сата, сабајле. Успиење. Тешко е многу. Со деца мали, ето, овој поголемот ми е 12, другото 11 и нешто. Мора да работа, така? Мора, без работа, од овој живееме, друго немаме. Од каде? Ни вработе, ни ништо. Бери сам се мачи девојчето, машкото така исто. Овие две дечиња не се единствените кои наместо да имаат мирно и спокојно детство, мораат да работат на нивите уште пред да изгрее сонцето, за да остварат приход за своите семејства. Дел од децата ги начекваме дури и како ораат со плуг, врзан со јажиње за трактор, додека нивниот татко вози. Доказ колку се застарени методите на работа во земјоделскиот сектор во Македонија. И нивниот идентитет ќе го заштитиме. Ние работиме околу 20 декари тутун. Јас сум 4 члено семејство. Изложени сме на секакви временски услови, на дожд, на сонце, на секакви временски услови. И деца многу ова макотрпна работа не ја сакат. Жителите на руралните средини признаваат дека нивните деца работат тешки физички работи. Децата во селото, не само кај нас, секаде поразлично работат, се снајдуваат, се оптеретуваат многу јако, копање, садење, вадење. Од село децата многу се оптеретени. Дел од децата дури без никаква дозвола ја возат земјоделската механизација, што представува голема опасност по нивниот живот и животот на другите околу нив. Во периодот од 2013 до 2017 година, во сообраќајни незгоди со потешки последици, случајни со трактори, настрадале вкупно 48 деца. Од нив 2 загинале, а 46 деца се повредени. При тоа на возраст до 13 години настрадале 30 деца, додека останатите 18 се на возраст од 14 до 17 години. Исто така, не се заштитени ниту кога се употребуваат хемиски препарати. Кога се работи за прскањето на тутунот, како сте заштитени во однос на тие хемиски средства? Па ништо така, ќе запниш тракторот, прескалицата и ќе идеш на нива. Ќе туриш билката и толку. Па се заштитуваме со ракавици, со маски, некој без маски прскар, без ракавици. Од Сдруженијето на тутунари на општина Долнени Златен лист велат родителите се свесни дека малолетните деца не смеат многу да работат и дека тоа може да се протолкува како злоупотреба на детскиот труд. Но велат дека ако децата не им помогнат, нема кој друг. Овие што работат тутун, 99% во Долненска општина, многу му е тешко и деца на исто ги земаат, и деца на ги земаат на тутун. На никаков начин од 3 сатот стануваат, дали да ги остава деца на дома или да ги зема на тутун. И тие деца, на како што гледате вие сами, деца на си ода на тутун. Некој работи, некој не работи, дали се малолетни. Ние знаеме дека се малолетни, не сме да работи, али мора
Мора да му поможи на родителот, нема од нигдека друго место. Голем дел од ова поле е сработено од детските раце. Експертите велат дека танка е линијата дали учеството на децата во земјоделскиот сектор е злоупотреба или не на детскиот труд. Професорот на земјоделскиот факултет во Скопје, Иле Цанев, вели дека 1/3 од сите тие кои учествуваат во извршување на земјоделските работи се малолетни лица. Токму поради тоа, голем бил бројот на деца кои учествувале во несреќи кога се користи земјоделската механизација. Тоа е како резултат пред се на тоа што кај на земјоделското производство, особено во руралните средини, е семеен бизнис. Или бизнис во кој што обстојува и преживува на некој начин земјоделското семејство. Не може тој да плаќа наемни работници. Туку наемните работници ги заменуваат членовите на семејството и на тој начин не го вреднуваат трудот. Меѓутоа придонесуваат во семејниот буџет. Тоа тие традиционални навики многу тешко или воопшто нема да можеме да ги откорениме или да ги отстраниме. Можеме само да ја зголемиме контролата. Да некоја граница, зборуваме во години, за одредени работни процеси, да ги опоменуваме. Не можеме се да оди преку казни, казнување или нешто друго, затоа што тоа пак ќе придонесе друг контраефект. За да се намали детскиот труд во земјоделскиот сектор, според Цанев, најбитна пред се била едукацијата на родителите. Но исто така, важни биле и разните програми, кои финансиски им помагале на земјоделците да купат нови, посовремени машини, кои пак го намалуваат учеството на човечкиот труд во земјоделските работи. Во изминатите периоди, благодарение на програмите што се на ИПАР и се разбира на програмите кои што се за обновување или 50-50 на земјоделските машини, се успеа до некој степен да воведеме нова механизација. Велам нова, меѓутоа современа, делимично да, делимично не. Со воведувањето на современата механизација, најголем дел од работните процеси кај што сега се користи детскиот труд, со современата механизација ќе се имплементира нова погонска машина. И тогаш целосно ќе се до некаде извршуваат работните процеси механизирани. Ако користиме механизација, сите процеси ќе бидат навремени направени, нема да имаме застој во поглед на временските култури, а доколку учествува работниот труд, односно човечкиот и се разбира детскиот, кој што за жал се уште е присутен, особено во руралните средини, производот се добива со задоцнување, неквалитетно доволно и количините се тие кои што се по хектар површина. Особено детскиот труд е присутен во оние земјоделски производства каде што имаме традиционално производство. Ќе го споменам производството на тутун, од кој што производство обстојува повеќе члено семејство. Од детската амбасада Меѓеши вела дека досега немале направено детална анализа и истражување за тоа како вид на злоупотреба на детски труд е застапен во Македонија. Велат дека децата не треба да бидат вклучени во активности кои што не соодветствуваат на нивниот психофизички развој и кои влијаат врз нивното редовно посетување на училиштето. Вклучувањето на децата во сезонски активности и во одредени активности во земјоделието кои што попречуваат на нивното редовно следење на наставата, затоа што има одредени информации дека децата понекогаш и отсуствуваат од училиште заради некои такви активности, не треба да биде случај, затоа што правото на децата на образование и редовно посетување на основно и средно училиште, затоа што едното и другото се задолжителни во Република Македонија, се прво и едно од основните права на децата кои што треба да ги остваруваат. И од Институтот за медицина на трудот вела дека немаат прецизна статистика за тоа кои се и колкави се најчестите повреди кај земјоделците при работа, а со тоа и на децата вклучени во овој сектор, бидејќи со транзицијата и расформирањето на земјоделско-индустријските комбинати, голем дел од индивидуалните земјоделци, врз кои порано редовно се вршеле здравствени прегледи, сега тие не подлежат под Законот за здравје и безбедност при работа. Исто така, децата законски биле задолжени да ги следат само од 15 години па нагоре. Кај децата, според тоа што имаме како изјава од тие што пополнувале прашалници, имаме податок дека добар дел учествуваат
меѓутоа не учествуваат со полно работно време или не се вклучени во тие најризични операции. Меѓутоа, фиксни бројки, симптоми, тегоби, повреди немаме во склоп на превентивната програма, затоа што сепак ние како медицина на труд, како специјалност, како институт, сме задолжени од 15 нагоре да ги следиме со возраст. Специјалистот по медицинска психологија Јован Човелески потенцира дека вклученоста на децата во земјоделскиот сектор е добра за развој на нивната личност и карактер, но само ако тие се вклучени на пубертетска возраст, под надзор на родителот и да имаат не толку тешки физички активности. Исто така, под злоупотреба на детскиот труд, според него се сметело и дека ако поради работата, децата го запоставуваат училиштето. Кај нас како град на тутунот во Прилеп се случува тие деца многу рано да стануваат. Што е еден од проблемите, бидејќи спиењето и сонот се многу битни за детскиот развој, особено за помалите деца. Значи, во една ваква активност, како што се земјоделските активности, добро е да бидат вклучени деца на поголема возраст, од прилика некаде пред пубертетот и понатаки, за да можат постепено да формираат работни навики. Според експертите, иако законот за злоупотреба на детскиот труд постои на хартија, тој не се почитува многу во практиката. Со поголеми соодветни контроли од страна на државните органи, значително ќе се намали искористувањето на детскиот труд во земјоделскиот сектор. Затоа што и овие мали рачиња, наместо да берат тутун во 3 часот наутро, заслужуваат да имаат нормално детство.